После волку напорна емисија, со волку напорен глумец, навистина би ми дошло добро едно еспресо. Ти благодарам. Конечно го пронедов човекот кој што е задолжен за најдоброто кафе кај нас. Дејан Богуевски, баш ми е драго што конечно те запознав. Мило ми е, добро дојдовте во нашиот тренинг центар. Денеска ќе ве запознаеме со тајните на доброто кафе. Добре ве најдовме. Еве би сакал да те прашам да ми откриеш мала тајна мене и на нашите гледачи, што е најбитно за подготовка на едно добро кафе? За подготовка на добро кафе потребни се повеќе елементи. По правило важат 4, но јас викам 5. Тоест добро кафе, квалитетно, хигиена на работниот простор што ја цело време ја потенцирам, добра машина, добар кафемат, добра мелница и идеална гранулација на мелницата за кафето. И добар бариста се разбира. Тоа секогаш. Да. Сакам да те прашам, дали мислиш дека кај нас македонците имаат развиена култура за пиење на кафе? Не можам да кажам за цела Македонија, но мислам дека доста во последните 5 години се, поготово во Скопје и во некои градови кај што сум присутен исто со обука, можам да кажам дека има доста ентузијасти помеѓу вработените и помеѓу газдите на кафетерии, каде што сакаат да го зголемат квалитетот на својата услуга и сваќаат дека кафето не е занемарливо како производ, бидејќи после водата е втор пијалок што се конзумира во светов. И се повеќе има луѓе што сакаат да ја качат таа култура и квалитет во своето работење. Апсолутно. За ова мислам дека имаш школа, нели? И ти имаш завршена професионална школа, така? Туку би ја истакнал обуката во Торино, во Лаваца тренинг центарот, каде што имав среќа и можност да учам од најдобрите тренери на планетава, да се запознавам со доста многу рецепти као пред се за кафето и можам да кажам долгогодишната работа во кафетерии и насоченост кон работата придонесе да станам и бариста тренер. Ми треба твое лично мислење. Што мислиш, дали баристите се џентлмени? По моје лично убедување, дефинитивно се. Бидејќи за да бидеш бариста, треба да имаш желба секого да го удоволиш и да го угостиш. Јас, според мене, тоа доколку некој го прави константно, тоа е дефинитивно џентлменски. Неминовно е баристата да биде џентлмен. Така е. А ти сега како бариста професионален имаш и своја школа, нели? Точно. Ја работам за Лаваца тренинг центарот. Тоа е на Лаваца компанијата. Единствено во Македонија професионална школа за едукација на баристи. Второ е на Балканот, после Софија, Бугарија. Ова е втора школа на Балканот. И тука доаѓаат од сите хотели, ресторани и кафичи во Македонија со намена за подобрување на спремањето и познавањето околу кафе културата. Така, моментално се наоѓаме во просторот каде што е твојот тренинг центар, после ќе видиме инсерти со твои студенти. Би сакал да те прашам колку е препорачливо во денот да се пијат еспреса. Ќе тргнам од мене затоа што сум љубител на еспресо, тоа што го пробав, што ми го направи доле на вистина е фантастично. Јас пример без 3 еспреса не го завршувам денот. Што би препорачал за другите што ќе ја гледаат емисијата? Мене, ако ме прашувате, јас пијам до 10 еспреса во денот. Добро. Јас ги пијам кратки, бидејќи многу малку луѓе знаат дека краткото еспресо содржи 3 пати помалку кофеин за разлика од турското кафе, да направиме споредба. Така. Доколку и квалитетно кафето има дупло помалку кофеин и мене ми одговара на мојот организам поголема количина на кафе. Јас не за џабе сум кафе едукатор. Јас сум љубител на кафе пред се и многу луѓе пијат од 2 до 3. Јас пијам 5-6. Па и до 10, нели што викаш. Кажи ми, имам информација дека за идеално еспресо треба да содржат 21 зрнце кафе. Мелено, нели, за да се направи идеалната доза на еспресо. Може да се каже така, но ние пред се мериме грамажата на секоја доза кафе. Аха, така.
Во зависност нели од зрното поголеми и помали. Од 7,5 до 8 грама за една доза кафе. Така, а за тебе како професионален бариста, што е квалитетно кафе? Квалитетно? Да, лично, субјективно чувство и Еве како што можете тука да видите, има многу видови на кафења. Во пракса се користат две арабика и робуста. Има многу видови на арабика, многу видови на робуста. Процесот на кој што се произведуваат тука доаѓа до квалитетот. Финалниот вкус го дава печењето, но професионалните дегустатори знаат да направат разлика од просечно кафе до најквалитетно. Ние преферираме да ги користиме само најквалитетните кафења. така. Јас морам да откриам за нашите гледачи дека мислев дека ова е соја, а не кафе, затоа што немам видено овакво кафе. Овака изгледа зрното на кафе пред да биде печено, значи нема ни вкус ни мирис, многу е тврдо, не може ни да се скрши. Печењето му го дава финалниот вкус. Тоа што ние го знаеме. Има три начини на печење, тоа ретко кој знае. Има слабо печено, средно и јако печено. Ние од овој дел во Европа користиме средно печено претежно. И разликата меѓу секој кафе може да се вкуси доколку сте љубител на кафе. Ние имаме повеќе видови на избор на кафења и секој си има свој специфики и ароми. Апсолутно. Спомнавме во неформален муавет за кавијар на кафе, јас навистина се изненадив, кавијар од кафе или како и да го нарече тоа. Можеш ли малку околу тоа ексклузивно за нашите гледачи? Покрај многуте рецепти што ги доста добар деликатес и е најсовремен начин за, например, за семинари, за конференции, кога немаат луѓето време да пијат, да застанат сите да пијат кафе, се служат во мали шолички кавијарот и така конзумираат кафе на нога, што би Тука може да се најде кавијар од кафе, нели? Го правиме, се надевам следната прилика ќе имате можност да присуствувате на самата. Апсолутно, јас се надевам. Исто ќе те прашам, видов една фотографија, колач направен во форма на шолја за кафе, внатре пон со кафе. Да, тоа ќе имаат можност нашите гледачи да го видат додека ние го говориме ова. Тоа го правите исто така овде? Да, го припремаме. Тоа е исто деликатес. Кафето прво се пие, па после шоличката се јаде. Затоа ќе дојдам специјално и ќе го пробам тоа. И би те прашал за крај, светот знае дека и верува дека Италија го има, како да кажам, Италија има најразвиената култура за пиење на кафе. Се сложуваш ли со тоа? Дефинитивно има доста голема култура во Италија за кафето. Тоа им е веќе преидено во традиција. Но најмногу кафе изненадувачки се пие во скандинавските земји. Да. Во Финска се пие најмногу кафе по човек. Така, ете тоа не сме го знаеле, например. Но одговорно тврдам дека италијаните не можат со нашето македонско варено кафе, нели? Добро, турското кафе е најстар метод на правење на кафе. И во Италија пијат турско кафе. Апсолутно. Ти благодарам, баш ми беше драго што те запознав, приватно како гостин ќе ме гледаш редовно да ги пробаме и другите специјалитети. Ти благодарам.